Не смееме да дозволиме уште едни криминални избори и преку тој начин да се дозволува системски да се поништува волјата на граѓаните на Република Македонија, волјата на избирачите. Затоа не се прифаќаат мандатите за пратеници во Собранието на Република Македонија и да се сврти должно внимание и на македонската јавност и на меѓународната јавност дека навистина во Република Македонија демократијата представува мисловна именка. Не може Министерката за внатрешни работи, секој оделение или сектор за внатрешни работи да го прави штаб на ВМРО ДПМН, а секој полицаец да биде активист, дали е по негова желба или не. Не може да дозволиме да се злоупотребува правото на глас преку водење на различни кампањи, да се злоупотребуваат лични карти и пасоши, без разлика дали биле правени на машини или на машинчиња. Не станува збор за 200.000 фалсификат, туку станува збор за фалсификат на пасоши кој што се објавува од еден од медиумите во Република Македонија. И наместо да се паметува како и на кој начин треба да се менаџира оваа криза која што има владата, треба час поскоро јавното обвинителство да излезе и да ги согледа фактите и аргументите, бидејќи не сме во една демократска и слободна држава да се дозволи ниту еден пасош, ниту една лична карта да биде злоупотребена, фалсификувана. Ве повикувам сите заедно, масовно и активно да се вклучиме без никаков страф и колебливост, бидејќи ќе биде и чест и достоинство да бидеме дел од оваа генерација која што мора и која што набргу ќе се справи со оваа расипничка власт на Груевски. Да сте живи и здрави, да живее Македонија, да живее Социјалдемократскиот сојуз.